Ви благодарам, почитувана председателка на комисијата. Почитувани колеги, предлагам измена и дополнување на денешниот дневен ред на ова комисијска седница, односно предлагам дополнување со уште една точка, која што предлагам да биде прва точка на денешниот дневен ред. Имено таа точка е именување на председател и членови на одбор за доделување на државната награда 23 октомври. Почитувани колеги, почитувана јавност, Законот за изменување и дополнување на Законот за државни награди, кој што е донесен во 2007 година, предвидува во членот 1 во Законот за државни награди, Службен весник на Република Македонија број 52/2006, во членот 3 по зборовите 11 октомври, во нов ред се додаваат зборовите 23 октомври. Членот 4а гласи: со наградата 23 октомври се оддава највисокото признание за долгогодишно остварување во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историско наследство во Република Македонија. Во една година се вели дека може да се доделат најмногу до 5 награди. Почитувани колеги, како што поменав, ова награда е воведена во Република Македонија во 2007 година и таа редовно се доделува се до 2017 година. Имено, јас го имам и дописот на министерот за култура Ала Јозовски од 2017 година, кој што предлага именување на нов одбор, на кој што претходниот имено одбор за доделување на оваа награда е избран и именуван во 2015 година и тие се членови кои што имаат мандат од 2 години, кој што мандат им истече во 2017 година. Министерот Ала Јозовски во 2017 година се обратил до Собранието на Република Македонија и го известил Собранието дека врз основа на член 12 став 3 од Законот за државни награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државни награди, Собранието на Република Македонија треба да донесе одлука за разрешување и именување на председател и членови на одборот за доделување на државна награда 23 октомври под број 08/829/7 од 16.2.2015 година со мандат од 2 години. За да не губам време, нема понатаму да го читам известувањето, меѓутоа вакви ургенции, односно известувања, министер за култура пушта секоја година и јас сум убедена дека министерката за култура има пуштено и оваа година, меѓутоа за жал никако овој предлог да дојде на дневен ред на оваа комисија. Сметам дека датумот, односно тајмингот е точно овој денес, за да изгласаме да се именува одбор за доделување на наградата 23 октомври. Почитувана председателка, сметам како комисија треба да смогнеме сила после паузата од неколку години, конечно оваа година да се одбере одбор кој што би ја доделил оваа висока државна награда. Имено во последниот состав на одборот председател бил академикот Владо Матевски, а членови биле Зворимир Јанкуловски, Драгиша Здравковски, Оливер Станков, Ермис Лафазовски, Зоран Панов, Зоран Тодоровски, Стојан Стојков, Александар Станковски, Слободан Деспотовски, Авзи Мустафа, Скендер Асани и Назим Беѓири. Како што реков, иако во 2017 година било предложено, уште еднаш не е именуван одбор од тогаш наваму и не е додобелена оваа награда. Имено државната награда 23 октомври е награда од високо ниво за Република Македонија, која што се доделуваше традиционално до 23 октомври на денот на македонската револуционерна борба 23 октомври. Со неја се оддава највисоко признание на долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историско наследство на Македонија. Како што реков, се доделуваше од 2007 година и добитници во
2007 година биле Танас Вражаниковски етнолог, Тахир Зајази педагог и методичар, Гане Тодоровски писател, универзитетски професор, уредник, амбасадор, член на МАНУ и така натаму. 2008 година Марко Китевски, фолклорист, Зоран Тодоровски, сите го знаеме, награден за проучување на македонското национално револуционерно движење меѓу двете светски војни, Тошко Георгиевски писател, Петар Темерковски актер, Милош Коджаман II, во 2009 година Михајло Георгиевски филозоф, Родолјуб Атанасов сликар, Културно-уметничкото друштво Танец, Живко Попов, академик, хирург, уролог, 2010 Авзи Мустафа, професор и методичар, Иван Чаповски, од областа на културата и уметноста, Томе Неновски професор, 2011 година Паскал Гилевски писател, Коле Манев сликар и така натаму и така натаму. Сметам дека не треба да ја прекинеме традицијата, односно тоа е и наша обврска, која што обврска Собранието на Република Македонија од 2007 година до денес 2022 година не си ја исполнувало. Затоа предлагам, денес сме 4 октомври, има време да се формира одборот и да се додели оваа награда 23 октомври. Предлагам да биде прва точка на дневниот ред на оваа седница. Ова го предлагам да биде прва точка заради тоа што гледам 23 октомври, нормално календарски е пред 22 ноември, по некоја таа логика појдов за да биде прва точка на дневен ред. И почитувана председателке, почитувани колеги, да не биде целиот товар секогаш фрлен на собранието, заради тоа што ова што не се доделува ова награда е негативно за пратениците, односно за Собранието на Република Македонија, и токму затоа денес предлагам да донесеме одлука да се формира одбор и конечно оваа година да биде доделено повторно наградата 23 октомври. Благодарам.